Имаме за уште едно богатство на Македонија, тоа се книгите, тоа се нашите луѓе кои што се иселени, но не ја забораваат родината. Македонија на 5 континенти или Кичево на 5 континенти е првата книга на Миле Новески. Ова е негова втора патеписи. Инаку Миле Новески е родом од село Мјокази, многу близко до село Орланци, од каде што потекнува мојот прадедо. Добро утро, добре дојдовте. Случајно се сретнавме. Добро утро. Голема благодарност и голема возбуда беше што се сретнавме случајно и убаво беше. Так, како реагирате кога ќе сретнете нашинци од тој крај? Па дали тука кога се враќате, дали таму каде што престојувате? Каде сте во моментов? Каде живеете? Сега моментално со сопругата веќе 15 години живееме во етно куќа Фитко во село Мјокази. Не ја изградивме пред пензионерските денови и во пензионерските денови ние сме во Мјокази. А каде го поминавте животниот век, работниот век? Па животниот век Австралија 5 години, го ишетав цел континент скоро сите 5 континенти ги ишетав. И на крајот се сместивме во Мјокази. Меѓутоа, работев за германска фирма, Гуштал Engineering, за господинот Ханс Сантовски, со кого што многу поминав во животот и научив многу од него и го Презимето е македонско? Не, или случајно? Тој е полско Пољак. Тој беше пољак, ако не е неговите. Пољак, да. Добро, што има во оваа книга патеписи и зошто може режија полека да видиме и зошто е важна да се прочита оваа книга? Вака, ја овде правам зближување на луѓето, простување на луѓето, например, зближување, ја во книгата патеписи не гледам на вера и нација и на боја на кожа на човек. Ја пишувам за сите. Кои настани од вашиот живот ги имате опишано тука? Посета еве гледам на Шведска, на Англија, посета на да видиме, еве добро, имате и од Западна Македонија, нели? Тука се работи и за фени, за кавадарци, имате посета на да видиме, ова е Австралија, тврдината Форт Ленгли, Канада. Значи, зашто се, еве, Ванкувер, зашто се работи во книгата? Видете, кога ја завршив првата книга патеписи, реков, што сега? Бивш инженер кој што работеше кај мене, Горан Кормушовски, ми придува и ми вели, че пишуваш нешто, директоре? Ја не знам. Ако напишеш, кај мене да се јавиш, ја ќе го финансира. Ова книга е финансирана од него. И му благодарам јавно пред сите. Во оваа книга ја навлегувам во бездомници. Например, најубавиот наративен расказ патепис таму ми е средбата со бездомникот во Ванкувер, со бездомникот Ноа, на улицата кој што седи на бандера, пуши цигара и го договорува јадот него во сигарата и пие кафе од една шолја. А пријателот што беше до мене, уметник од Штип, кој што служел војска во Кичево, му велам, Зоране, дали на онај бездомник да го сликам еднаш, ќе биде задоволен да му давам $10. Многу ќе го усречи со $10. Му придувам, молам, хај, јас сум Миле Мајкл од Македонија. Јас сум од Нанајмо, од северот на Ванкувер, кај што е многу ладно и преку летото ние слегуваме тука да спиеме. Правиме многу разговори, така да човекот му се допадна придувањето му, ја седнав до него, пиеме од иста шолја кафе, пушам со него од иста цигара и тој вели,
ти си многу добар човек. Ти ја разбираш нашата мака. Значи, ја во наративот на патеписиот за бездомникот Ноа ги опишав сите бездомници. Меѓутоа, мора да напоменам дека еден од тие бездомници кај Гастаун имат среќа, ја мислам да е Маркс, кој што сега има ателие кај бездомниците и една слика негова се продава 3,5 до 5.000 долари. Тој црта. Го откри таленот на улица. И црта помага, за него има се имат филмови напишано, направено. И тој Добро, а оваа книга гледаме дека, нели, книгата е напишана на македонски јазик, гледаме дека содржи испреплетени моменти од вашиот живот и од Македонија и од животот што сте го поминале на гурбет, надвор од нашата земја. Колку е значајна оваа книга да се прочита за македонците? Што се може да научат од неа? Па, видете, овде се учи да се научи за бездомниците, да направат разлика какви се бездомниците во Канада, какви се бездомниците кај нас. Кај нас бездомниците питаат, бараат, тргаат за джеп. А во Канада никогаш тоа не може да се случи. Тој само прашува дали имаш нешто ситно, господине, ништо друго. Ако му дадеш, вели, фала, thank you. Ако не му дадеш, пак вели, фала. Кому ја препорачувате оваа книга? Каква публика очекувате да ја прочита? Ја ја препорачувам на обична, едноставна публика, кои што сакат да прочитат многу работи и многу интересни ситуации. Например, бездомникот Ноа е многу тажна, жална. И има работи од екологија. Например, од екологија е кога работев со фирмата, го застапував директно СКФ и бевме на студиозно патување 200 души и не однесоа во една сала слична на вашава, дури поголема, со голем кајрон во фабрика за правење на хартија, најголемиот производител на хартија во Европа. Каде што на кајронот пишува, го забележав тоа, и денеска го памтам, денеска ние пресековне 3000 дрва и изработивне 60 тона хартија. Ама денеска ние, на кајронот испод, посадивне 4000 дрва за иднина на нашите генерации. Та компарација, ја кажувам и апелирам на Галанти Снал, сети се Черко. Да се сетат луѓето кај нас, да не сечат милосрдно, не милосрдно, туку ако пресечат да посадат едно, пресечат две да посадат. Добро, сечењето дрва и законски и незаконски особено е активно во Кичевскиот крај, се разголени горите, шумите таму, планините. Но добро, природата ќе се врати. Природата ќе се врати, сега човекот треба да биде свесен што прави во текот на својот живот. Кога ќе ја промовирате книгата и каде? Промоцијата ќе биде во Кичево, во Домот на култура, на чело со директорот Мазлам Османи, кој што морам да го потенцирам, е перфектен во организација и изведба за првата книга, а сега и за втората ми се понуди. Така да на 8 во големата сала, кај што е најубаво и најладно, и ќе имаме добра, убава програма со убаво бифе и закуска, да се видиме сите, да се дружиме, да дискутираме за книгата. Миле Новески од Кичево, од Миокази, ова ќе го потенцирам од Миокази. Океј, важи. Да. Ви благодариме што бевте гостин ова утро во Македонија наутро на Македонската телевизија. Се надеваме дека оваа книга ќе допре до публиката до која што треба и дека ќе напишете нова, следна и повторно ќе ја промовираме и тука. Па су во концепт веќе. Концепт правам за наредна трета.
да не останат две. Само вие творете, ние Окей. сме тука и благодариме многу за Благодарам гостувањето. вие. Да,